Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот дневник на Сител ќе гледате. Распределбата е направена, но имињата и ресорите остануваат тајна се до седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН која ќе се одржи утре, вели премиерот Мицкоски. Во меѓувреме, збогувања и нови имиња излегуваат во јавноста. Изборниот законник оди на собраниска седница. Левица и СДСМ најавуваат филибастеринг. Нема гаранции за политички процеси како што е процесот на преговарање за членство во Европската Унија, порача од Скопје шефот на литванската дипломатија. 30-дневен притвор за убиецот на 48-годишната жена одреди судот. Објавени нови детали за грозоморното убиство. Акцизите на горивата ќе се менуваат по завршување на енергетската криза, најави премиерот Мицкоски. Во меѓувреме бензините поскапеа, а дизелот поевтини минимално. САД и Иран повторно се согласија да ги прекинат нападите и да ги продолжат преговорите. Наместо иранската нуклеарна програма, во фокусот на преговорите утре во Катар ќе биде Ормудскиот теснец. За новиот развој на настаните на релација Вашингтон и Техеран и другите воени жаришта во тема на денот со воено-политичкиот аналитичар Златко Кузманов. Поради испад на 110 киловолтниот трафостаница, дел од корисниците на централното градско подрачје во Скопје, вклучително и Сител телевизија, со часови остана без електрична енергија. Од истите причини не бевме во можност да ги емитуваме вестите во 16, за што ви се извинуваме. Распределбата е направена, но имињата и ресорите остануваат тајна се до седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, што ќе се одржи утре, вели премиерот Мицкоски. Во меѓувреме, министрите Стојковиќ и Лимани се збогуваа, непознато останува уште што добива од оваа реконструкција знам, откако вреди го презеде ресорот правда. Распределба на ресорите меѓу владините ВМРО ДПМН вреди знам. Има, но кој што добил од владиниот колач со реконструкцијата и кои нови имиња ќе седнат на Елинденска број 2. Премиерот Мицкоски ќе открие дури утре по седницата на партискиот извршен комитет. Ние не сме разговарале за персонални решенија за имиња. Принципиелно имаме договор околу ресорите. Јас во минатото кажав, додека не се заврши седницата на извршниот комитет на партијата, нема да коментирам ниту ресори, ниту имиња. Почекајте до утре, до отприлика 20 часот, јавноста ќе биде подетално запознаена. Иако премиерот не открива кој што добил, албанскиот партнер веќе објави дека има 6 ресори, еден повеќе од тоа што сега го има. Од нив вреди како нови ги добива правда, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Ги задржува животна средина, економија и евроинтеграции, а ги губи социјална политика и демографија како и здравство. Имиња официјално не се споменуваат, но за правда се споменува професорот по уставно право Јетон Шасибари. За култура актуелниот заменик Седат Сулејмани и Агон Ферати за односи меѓу заедниците. Министерството за социјална политика веројатно ќе го презеде заменик министерот Ѓоко Велковски. Промени се очекуваат и во образование, спорт и земјоделие, со кои раководи ВМРО ДПМН. За земјоделие се споменува името на Борче Серафимовски, актуелен државен секретар во ресорот. Иако знам на Максим Димитриевски останува со 2 министерски позиции, се уште не е познато со кој ресор е заменета правда. Стојковиќ и Лимани веќе се збогуваа со фотелите, а Стојковиќ вели дека од сива зона на претходникот Груби направил функционално министерство. Новиот закон за правична застапеност, според него, гарантира стручност и компетентност во јавниот сектор. Така да во овој момент е завршено со пристапот седи дома земај плата и рационализиране бројот на вработените во МОС, напиша тој на Фејсбук. И македонската и албанската опозиција не веруваат дека промените што ги најавува Мицкоски ќе бидат од корист за граѓаните. Замената на луѓе во ресорите, замената на различни имиња е нешто што е небитно. Тоа е замена на курто со мурто и ништо друго. Граѓаните нема да видат ама апсолутно никаков бенефит од оваа влада која што води Христијан Мицкоски. Пределба на оваа влада се 3 прашања. Блокирање на европскиот пат,
унилатерална ревизија на мировниот Охридски договор и непочитување на волјата на албанскиот народ. Така да, каква и да е распределбата, кои да се тие министри кои што ќе бидат именувани или разрешени, тие се во функција или на извршители, или на адвокати на оваа програмска определба. Со оглед на шпекулациите, колку министри се опфатени со реконструкцијата, јасно е дека во собранието ќе се оди со избор на целосно нова влада на Мицкоски. Катерина Нешкова, Сител телевизија. А изборниот законник денеска е ставен на собраниска седница, откако претходно работните групи, односно работната група работеше на новото законско решение. Дали има поддршка и кој не го поддржува законското решение, во живо ја прашувам Габриела Лескова. Да, Валентин, седницата започна некаде околу 17 часот, пошто веднаш беше дадена пауза од 1 час. За некаде 10 минути пред моето вклучување во живо биде изгласан и дневниот ред, односно беше усвоена потребата односење на овие измени на изборниот законник. Се очекува до вечерва комисиите да закажат и состаноци, за да може овие измени да се најдат пред претениците. Како што најави ти претходно денес, опозицијските партии Левица и СДСМ најавија дека ќе блокираат оваа седница. За Венко Филипче е спорно електронското гласање на диаспората, додека пак од Левица не се задоволни од прераспределбата на буџетските пари за време на изборниот процес за помалите партии. Како реагира власта на сите овие обвинувања, да проследиме во прилогот кој што следува. Прераспределба на државните пари за рекламирање на партиите и електронско гласање на диаспората. Ова се главните измени во изборниот законник кој попладнево влезе во собранието по скратена постапка, но законот веќе се соочува со закани за блокада од опозицијата. СДСМ не учествуваше во работната група, но најави дека ќе блокира седницата. Стигна најави и од Левица дека ќе го блокира изборниот законник како остане политичката дискриминација во него. Левица, иако учествуваше во работната група која ги кроеше самите измени, од партијата најавија дека сепак парите за политичко рекламирање не се распоредуваат правилно, а Пасиев на денешната пресконференција порача дека не е постигнат консензус за предложените измени на изборниот законник. Сегашните пакети се 45-45-7-3. Тоа значи дека ние не сме предвидени никаде. Нашиот предлог беше 40-40-10-5-3. Во тој случај се опфатени сите категории кои постојат, тие не беа прифатени, се отишло на варијанта, бидејќи јас сум брифиран, не бев дел од процесот, се отишло на варијанта 42-8-5-3, но и тоа не е прифатливо за нив. Тоа значи трошки, колку за илустрација, ние со двајца пратеници земавме повеќе пари за државно финансирање отколку со 6 пратеници, што нема никаква разумна логика. Милошовски пак кажа дека власта ќе ги поднесе измените на изборниот законник во собраниска процедура без членот 76Д за кого забелешки има Левица, со што остава простор на партијата да поднесе амандман според компромисот што го предложила на работната група, а истиот како што најави Милошовски ќе го поддржат претениците на владачката коалиција. Колку не се спремни да го поддржат овој изборен законник или да го подпишат предлогот на изборниот законник, тогаш ќе им оставиме можност амандмански да се интервенира и да го предложат она што веќе го постигнаа како консензус врз основа на предлогот даден од Дуи и Левица. Лидерот на СДСМ оцени дека изборниот законник содржи сериозни решенија кои не се ниту европски, ниту демократски и кои отвораат простор за злоупотреба на изборниот процес со електронско гласање на диаспората, наместо како досега во дипломатско-конзуларните представништва. Ваков закон не сме ова собрание да донесе. Ке го блокираме затоа што граѓаните заслужуваат да имаат фер, демократски изборен процес, а не вака контролиран како што Христијан Мицкоски тргнал да го споставува по примерот на неговиот ментор, очигледно идол Никола Груевски. Милошовски му возврати дека бара алиби за следниот изборен пораз. Ваквата најава од господинот Венко Филипче е само доказ дека неговата главна цел е да се спротивставува на законите кои што се дел од реформската агенда, а за кои што Европската комисија досега даваше високи оценки за нивното донесување и имплементирање.
9 независни граѓански иницијативи побараа етни измени на изборниот законник со кои ќе се изедначат условите за учество на изборите со оние што важат за политичките партии, за сите учесници да имаат фер, еднаков и реално достапен изборен процес. Измените предвидуваат независните кандидати да мора да соберат потписи од 0,8% од регистрираните избирачи. Габриела Лескова, Сител телевизија. Нема гаранции за политички процеси, како што е процесот на преговарање за членство во Европската Унија, порача од Скопје шефот на литванската дипломатија. Министерот Муцунски пак верува дека Унијата и земјите членки сакаат напредок за Македонија, но очекува предвидливост во процесот. Никој не може да даде гаранции за политичките процеси, но сега е шанса да се искористи моментот за напредок во интеграциите. Порача од Скопје министрот за надворешни работи на Литванија, која од 1 јануари следната година застанува на чело на Европската Унија. Спред Будрис, проширувањето ќе биде приоритет за време на нивото председавање. Сепак порача дека Македонија е на добар пат, но процесот на проширување мора да се базира на исполнување и оценување врз основа на извештаите на Брисел. Тоа значи мора да се држиме до процес заснован на заслуги. Преку извештаите на комисијата мораме ќе треба да го мериме напредокот. Драго ми е од она што го читам во последниот извештај на комисијата за Северна Македонија и од тука да се придвижиме напред и да ги решаваме прешавањето. Другите земји од регионот, затоа треба да го ја искористите оваа шанса, да го искористите овој момент да бидете реалистични. Треба да има чекори и од страна на Северна Македонија. Никој не може да даде гаранции за политичките процеси. Шефот на дипломатијата Муцунски верува дека и Литванија и 26 земји членки на Унијата сакаат напредок за Македонија до целосно завршување на преговорите. Сепак е дециден дека на сите средби со европските функционери се бараат гаранции дека нема да се соочиме со перманентни блокади од Бугарија. На Македонија е потребна предвидливост во целиот процес, порача Муцунски. Го чувствуваме овој момент. Посебно после тивот се чувствува енергијата за придвижување на регионот. Нема никаква дилема кај нас. Но ние нема да го дозволиме да се реализира тој ризик, да ние ги направиме таквите одлуки и повторно да имаме ваков тип на разговори, ваков тип на пресконференции, каде што ќе бидеме во ситуација да една земја членка не блокира. Така да треба да го продолжиме на диалогот, да се изнајде решение, но решение ќе повторам како што сум повторил многу пати, кој што обезбедува предвидливост и сигурност на нашиот пат и, како што кажа мојот колега, нашиот пат да биде евалуиран врз основа на мерит критериуми, а не на билатерални прашања. Двајцата министри најавија продлабочување на билатералните односи и економската соработка, а отворањето на македонска амбасада во Вилнус дополнително ќе ги зајакне врските. Будрис осварил средба и со македонскиот премиер, а на средбата била потврдена определбата за јакнење на партнерството. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. 30-дневен притвор за убиецот на 48-годишната жена одреди судот. Објавени нови детали за грозоморното убиство. Акцизите на горивата ќе се менуваат по завршување на енергетската криза, најави премиерот Мицкоски. Во меѓувреме бензините поскапе, а дизелот поевтини минимално. 30-дневен притвор за убиецот на 48-годишната жена одреди судот. Во меѓувреме произлегуваат нови детали за грозоморното убиство што се случи во скопското село Таор. Зад приказна со наводно пророчки сон се криело еднокрвно убиство. 48-годишната жена од Таор била убиена од поранешниот сопруг. Во четвртокот вечерта осумничениот ја земал со автомобил од работа, ја однел во тешко пристапен терен кај селото Летевци и физички ја нападнал. Со голи раце ја давел поранешната сопруга до последен здив. Со дел од неговото тело силно ја притиснал на вратот, а истовремено и ги држал затворени устата и носот за да не може да дише. Жртвата пружала отпор и се бранела, но не успеала да се оттргне и се задушила и починала на лице место. Телото на жртвата го сокрил меѓу дрвја и го покрил со гранки, а следниот ден ја пријавил жената за исчезната. Ова му било алиби за прикривање на свирепото убиство. Смислил морбидно сценарио, а вмешал и други лица. Се јавил на тројца пријатели да му помогнат во потрагата, велејќи им дека жената на сон му се јавила барајќи помош и му кажала на која локација се наоѓа.
На 27 јуни на тројца познаници им кажал дека знае каде се наоѓа жената бидејќи му се појавила во сон и му кажала каде да оди за да ја спаси. Сите со возило се упатиле кон локацијата каде го забележале телото на жената и пријавиле во полиција. Токму ова филмско сценарио со кое глумел загрижен сопруг за обвинителството било клучен доказ за неговата намера да го прикрие делото, поради што судија на претходна постапка му одреди мерка притвор. Според судот постои опасност осомничениот да го повтори делото, но и да влијае на сведоците. Оваа грозоморна завршница ги потврди сомнежите кои ја потресоа јавноста уште вчера. Жртвата последен пат била видена жива во четвртокот во продавницата во соседното село Ржаничино, каде што работела. Мештаните на Таор, каде сопружниците пред неколку години купиле куќа. Уште вчера во неформален разговор за Сител посведочија дека од нивната куќа постојано се слушале расправи и викотници. Осомничениот според сведоштвата на селаните често бил и под дејство на алкохол. Истрагата треба да утврди каква било улогата и на тројцата пријатели на осомничениот кои исто така беа уапсени од полицијата. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Записници од нарушување на јавниот ред и мир, кражби, присуство на малолетници во дискотеката се дел од материјалните докази кои обвинителството денеска ги презентираше во судницата во процесот против 9 полицајци, дел од случајот Пулс. Според одбраната, доказите се нејасни и не можат да се поврзат со постапката за издавање лиценца. Полициски записници од направени контроли во Пулс беа презентирани денеска во судница како докази во случајот против 9 на обвинети полицајци. Јавното обвинителство кое ги гони полициските службеници за злоупотреба на службената положба, како подкрепа на обвинението, понуди документи од направени акциски контроли, утврдени прекршувања на јавниот ред и мир, затекнати малолетници и кражби во околината на дискотеката Пулс. Според обвинителството, таквите докази укажувале дека и покрај бројните неправилности, тие не биле пречка за полицијата да дозволи Пулс да поседува лиценца за работа. Голем дел се од материјалните докази кои што се однесуваат и на сообраќајните решенија, така што тие факти на некој начин не биле сериозно земени и сепак била давана согласност која што овозможувала добивање на лиценца и непречено работење на правниот субјект. Одбраната доказите ги оцени како нејасни, сметаат дека пропустите кои ги утврдила полицијата не можат да се основа за обвинение. Според адвокатите, ни денес не е прецизирано кои околности би влијаеле да не се издаде согласност за работа на укустителски објект. Нема подзаконски акти и законски акти кои ограничуваат дали со 5 прекршувачни пријави, дали со една или повеќе, не смеете да му дадете дозвола или смеете да му дадете. И сега дознаме и од другите обвинети дека денеска немат подзаконски акти за уредување на оваа област. Дали тоа некому годи да биде така или не знаем. 9 на полицајци се обвинети дека овозможиле на Пулс да добие лиценца за работа, иако како што тврди обвинителството, објектот немал обезбедено доволно паркинг места за гостите. Судењето продолжува во четврток со тројца сведоци за проверките кои ги правеле обвинетите полицајци, а биле важни за добивање на согласноста за работата на Пулс. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Акцизите на горивата ќе се менуваат по завршување на енергетската криза, најави премиерот Мицкоски. Во меѓувреме бензините поскапеа, а дизелот поевтини минимално. За цените на 600 прехранбени производи, што влегуваат во статистиката, Мицкоски вели се прават длабински анализи. Од полноќ нови цени на горивата. Литар дизел поевтинува за половина денар и ќе се продава за 80 денари. Истовремено бензините поскапуваат за половина денар, па Евросупер БС 95 ќе чини 84,5 денари, а 98 октанскиот 86,5 денари за литар. Премиерот Мицкоски најави дека по завршувањето на енергетската криза, како резултат на војната на Блискиот Исток, владата ќе размислува за промена на акцизите на горивата. Дизел горивото е поевтино од безоловниот бензин и нешто ќе мора во делот на акцизната политика да менуваме, нека се стабилизира кризата, нека легнат работите. Мислам дека акцизите треба за едните и за другите горива да се нивелираат, со тоа што едните ќе се намалат, а другите ќе се зголемат. Такво е впрочем искуството и примерот со сите соседни земји, никаде немаме поевтин толку драматично дизел отколку што е безоловниот бензин.
Покрај енергенсите, во фокусот на владата остануваат и цените на храната. Премиерот се повика на последните податоци на Евростат, според кои основната потрошувачка кошничка во Македонија е убедливо најевтина во Европа и изнесува 49,7% од европскиот просек. Сепак Мицкоски вели дека тоа не е доволно и дека цените на прехранбените производи му се врвен приоритет. Владата веќе работи на детална анализа на околу 600 до 700 производи, кои се мерат статистички. Директно на нив ќе одиме, ако треба, фактура по фактура, еден по еден производ, ќе ги анализираме каде можеме да покачиме и како можеме да покачиме. Така што ова е една темелна операција која што лично ја водам и очекувам да има многу скоро резултати кои што ќе бидат видливи на терен. Во меѓувреме, Државниот пазарен инспекторат ќе прави споредба на набавните и продажните цени кај маркетите и добавувачите, за да утврди што придонесува за растот на цените на основните прехранбени производи. Минатата недела владата одржа средба со најголемите синџири маркети, а најавени се разговори и со производителите и дистрибутерите. Целта е годишната инфлација кај основните производи во јули да биде под 3%. Мартин Арсов, Сител телевизија. А од регионот и причината за големата глобална со војно-политичкиот аналитичар Златко Кузманов. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Господин Кузманов, денеска јас не знаев како да најавам, освен да кажам војна и мир, кои катадневно се менуваат. Еве, по вчерашните или за вчерашните повторни бомбардирања, денеска објавено ново примирие помеѓу Вашингтон и Техеран. Сликата војна мир се менува секојдневно, па логично да ве прашам што очекувате утре, следниот период? Вака, јас и во изминатите 20 дена кога започна овој процес со меморандумот, кажав дека е постигнат меморандум за разбирање, а не конечен договор за мир. Тоа значи дека допрва со тој меморандум нели се прекина војните дејства, се деблокира Хормушкиот теснец и се договорија да разговараат во наредните 60 дена до некој постигнување на конечен договор ако се постигне. Значи мирот со овие, еве да кажам, спорадични борбени дејства и 2 дена не се наручи бидејќи немаше ни постигнат мир, имаше договор за прекин на воените дејства. Тоа го објаснив и на почетокот, и затоа што допрва тек предстојат мачни, тешки, неизвестни преговори, дали ќе се дојде, ако се дојде до тој мировен договор во наредните 60 дена, колку што си дале рок двете страни. И тука морам да кажам на некој начин, колку што го анализираме состојбата, сепак мислам дека на Блискиот Исток и се уште има и актери на некои кои можеби и не им одговара да се постигне конечен мир, што е може да го загрози тој целиот процес. Некако и приоритетите се менуваат. Еве слушнавме дека тема на преговорите утре и тоа во Катар, наместо во Швајцарија, сега во Катар ќе бидат преговорите. Нема да се преговара за нуклеарната програма, што беше главна причина за американската интервенција во Иран, туку ќе се преговара за Ормунскиот теснец, кој пак ја предизвикува глобалната енергетска криза. Дали протокот на нафта е поважен од нуклеарната програма? Добро, убаво го тоа формулиравте, али предвидено е со меморандумот за договор, еве да објасниме, така и предвидено со меморандумот за разбирање, така и редоследот. Прво да се деблокира Хормушкиот теснец, бидејќи не се огледи и се последиците за светската економија, дали има проток или нема проток на нафта, а после таму 8-9 член од оние 14 е разговори за нуклеарната програма, збогатениот ураниум на Иран и за општо за тие проблематични нуклеарни прашања. Редоследот е вред, е тој како што и одат, не е ништо променето. И секако дека сега гледате, да, реалната закана од протокот и не протокот на нафта за светската економија и криза е реална, а заканата од нуклеарна закана е предпоставена закана. Така да и не е проблем што одат по тој редослед, така да ги решаваат тие жешки костини прашања во самите преговори. Така да мислам дека во таа насока дека ќе се одвија. Тоа не е проблем што е во Катар, добро е да е тука во регионот кај што се засегнатите страни, бидејќи ако има реална желба од самите тие засегнати страни у целиот Персијски залив, државите се постигне некој долгорочен, подолгорочен мир, добро е тоа тука да се спроведува, а не негде во Швајцарија и така натаму. Ако остане Ормунскиот теснец отворен, ќе се олабави светската економија, меѓутоа
Што сметате дека ќе се случи кога ќе дојде делот со збогатениот ураниум, со иранската нуклеарна програма? Слушаме дека не се воопшто немаат намера да го отстапат на американците или било каде да се уништува, американците не сакаат. Јас тоа го реков уште пред 10-15 дена дека Иран ќе биде кооперативен во тој дел и баш експлицитно реков дека ќе прифати да соработува, односно да не развива војна нуклеарна програма, него ќе инсистира да му остане за цивилни цели нуклеарните електрани и така натаму. И мислам дека во таа насока тука ќе оди сега, тука е тоа допрва сега тие 60 дена ќе се разговара, ако се дојде до некој договор, велам, ако оти целиот ризик може и цело сето тоа да пропадне, па целиот регион да западне во некоја друга војна. Бидејќи големи се влоговите, тие предвидуваат таму да се доправа разговори за разглажување на тој збогатен ураниум, ако го имаат, ако се утврди дека го имаат, па каде ќе се прави тоа, дали ќе остане таму, дали ќе треба да се изнесе во друга земја, дали ќе се слоди Иран или сите тие негови фракции, тие се прашања кои ќе ги видиме наредните 60 дена. Јас тука бе само за Кормушкиот убаво да споменем, веќе убаво го формулирате прашањето. Гледате колку е битен тој што велите вие се на ниво на нуклеарни преговори, бидејќи ако во војната Иран го употреби како асиметрична алатка да се спротивстане на големата војна сила, па онте нема така лесно да се откаже сега ни во мировните преговори, пак Хормушкиот теснец да биде алатка за постигнување на неговите интереси, па ја дори би ги ценам овие напади што беа овие 2-3 дена спорадични или од двете страни, мислам дека беа поради тоа. Иран сакаше да покаже дека е он е господар на Хормушкиот теснец, а од друга страна Соединените американски држави сакаат да му покажат спротивното. Изминативе денови видовме дека ракетната и дрон програмата на Иран се уште е голема, со оглед дека без проблеми ги стрела повторно Бахрейн, било која од околните земји. Колку е војниот потенцијал на Иран уништен после сите ракетирања, бомбардирања и војни активности на САД? Со војните напади на Соединените американски држави и Израел на Иран му нанесоа значителни штети на војните капацитети, особено на ракетната програма, нуклеарните постројки, војното воздухопловство и морнарицата. Но сепак не ги уништија целосно. Иран му останаа значителни можности и способности за водење на асиметрична војна. Тоа значи со беспилотни летала, со дронови, па и со ракетни системи за помали дострели и да развија да се уште има противваздушна одбрана за среден и мал дострел. Така да затоа и ја покажува ова еластоеж и отпор затоа што не беа тие целосно уништени неговите војни капацитети. Од овие напади што ги гледаме од Иран веќе тоа се напади и на војните постројки на американците во соседните земји, меѓутоа главно се цели се соседните земји, доколку конфликтот продолжи, дали воено може да бидат вовлечени овие земји околни, кои што се сите практично арапски земји, а со тоа конфликтот да се прошири и од Израел, Либан, значи на целото Персиско море и да добие една голема регионална димензија. А се зависи од како ќе се протечат, дали ќе се спроведат или дали ќе завршат во наредните 6 дена овие преговори за постигнување на мир или не постигнување. Доколку се оди во таа насока, тогаш ќе се избегне регионална војна и вклучување на соседните држави. Доколку не, тогаш може да бидеме сведоци на нова криза во Блискиот Исток овде, нови војни операции, нарушување на безбедноста и закана за регионалната безбедност па и меѓународната. Тука е битна улогата што кажувате за Израел, неговата улога, неговото место во сето ова и визави не само безбедноста, однесувањето на Израел. Јас ценам дека сепак тој на некој начин ќе мора да ги следи Соединените американски држави, али е многу комплексно кога зборуваме безбедноста на Блискиот Исток и земјите. Израел не може да го гледаме независно само него заедно и со состојбата со палестинското прашање, со прашањето за Хезболах и за Хамас и така натаму и за интензитетот на неговата соработка како тече со стратешкиот партнер Соединените американски држави. Од тие фактори зависи Израел како ќе се понаша и како ќе се однесува, колку ќе биде кооперативен, бидејќи тој е научен да делува во кризи, во војни состојби. Не сме го виделе како делува во мир. Но гледаме и таму веќе не само јавното мислење, туку и политичката сцена е подвоена за улогата на Израел. Дали Израел, зборувам за неговата влада, би се покорил на еден таков долгорочен мир, како би реагирала владата на Бенјамин Нетањаху?
Они сега конкретно и за овој договор реагира нервозно, реагира со неодобрување, па дури ги принудија нивниот стратешки партнер Соединените американски држави да преземат и дополнителни политички и дипломатски мерки, па го на брзина нели го организира овој договор мир тамо за склучување во Вашингтон меѓу Израел и Либан за прекин на војните дејства. За прекин на војните дејства во Јужен Либан. Значи гледате тоа одеднаш сега излезе тоа и таму некој представник, па гледате тоа Хезболах не го прифаќа и така натаму, али они го издействуваат тој мир да се задоволи на некој начин Израел, посебно оние фракции екстремни десни во Израел, за да го прифатат да не прават поголеми проблеми, да остават простор на редните 60 дена, да видиме дали ќе се овој меморандум спроведе и ќе се дојде до некое решение. Така да мислам, затоа и реков и тогаш, дека Израел покрај сето несогласување ќе го следи стратешкиот партнер Соединените американски држави и ќе се обидува да биде кооперативен, што не исклучува да може да постапи поинаку, бидејќи многу пати тоа не увери досега. Веднаш се наметнува прашањето колку одлуките на Трамп се резултат на националната одбрамбена стратегија на Соединетите американски држави, а колку се заснуваат на бизнис? Па, ако ја читаме стратегијата за национална безбедност, која читали новата стратегија за одбрана и така натаму, гледаме дека тука дел од тие работи се опишани и наведени. Од друга страна, ако и читаме и овие другите анализи и надписи, дека тој и како ја води он политиката како бизнис, дека да е тоа една голема мултинационална компанија и каде што имате добивка или немате добивка и така натаму, мислам дека е присутно едното и другото, дека он можеби повеќе превагнува тоа да води како бизнис политиката, а да неговата администрација и тимот на некој начин не гледате што прави државниот секретар или други некои министри кои се по вклучени во меѓународната политика, одат после него па мора да ги гасат, да ги пеглаат теренот, знаете, тој ќе направи можеби некоја штета со некои изјави, па овие таму допра имаат мака сето тоа да го испеглаат и мислам дека двете тие компоненти кај него се присутни со нагласок сигурно на ова што е он. Он не е нели пред се бизнисмен, а не политичар. Гледаме дека и руската инвазија во Украина абер нема од никакви знаци за попуштање. Дури Путин одби секакви разговори, преговори со Зеленски, додека не ги вели оствари целите. Тоа се анексија на 4 региони. Каква прогноза имате за оваа војна во моменти кога Украина дури ги почнува преговорите со Европската? Да, во моментот гледаме тука практично ако гледаме што случува на боиштето, интензивирање на борбените дејства од двете страни и ќе гледате печаток дека тука се разгорува практично војната со сите последици на двете страни што може да се случи, али паралелно гледаме и провејува мислењето или чувството дека сепак и двете страни се на некој начин сакаат да седнат на преговарачка маса, бидејќи ова предолго трае, па тоа може да го заклучиме и од изјавите на председател Зеленски, кој неколку пати му понуди председател Путин да седнат да преговараат, што овој го одби и така натаму, па и самата ова кампања сега што споведува и Украина, таа асиметрично војување, каде што вели еве употребуваме тие стратешки напади под длабочина на руска територија, на нивната енергетска структура, важните објекти, нафтата и така натаму, за да го надпримораме Путин да седне на преговарачка маса. Тука може битно ова сега што случува од друга страна на бојното поле, гледате, притисок практично еве некој нарекува таа летна офанзива од руската страна на линијата на разграничување, посебно во овој дел на република на автономната област Донецк, каде што не е освоен оној регион каде што Путин сака да го освои, тука голем притисок од руска страна, од украинска страна е значено да нагласи со сета поддршка од европските сили и НАТО и Америка од она стратегија на држење на позициите од одбранбените позиции, преминување на стратегија на асиметрично војување со беспилотни летала, со ракети долгометни од длабочина на руска територија на енергетските објекти, да се попречи доставата нафтата и така натаму. Еве имаме податок дека се погодени за овие 2 недели практично украинците имаат погодено околу 16 рафинерии на руска територија. И во повеќе региони каде што се вели дури до 30% од снабдевањето со нафти и нафтени деривати го имаат попречено. И многу битно има специјална практична операција или асиметрично војување кон полуостровот Крим, каде што сакаат да го отсечат тој и да го онеспособат за помош и да создадат паника кај населението. Тие се активности и сето тоа пак ете да се натера Путин да седне на преговарачка маса, така го велат барем од страна на украинците. Мислам во која насока ќе оди дека Путин
ги одбива на позивите од украинска страна и од европските лидери, али мислам дека чека, тој сака да добие позив од Соединетите американски држави и Трамп за да седне на преговарачка маса и мислам дека ќе прифати да седне. Како би завршило евентуални такви договори со оглед дека се заземени тие 4 региони практично? Пак се враќаме на минатата година, имавме ние едни формализирани договори каде што се спореа за тој дел само неосвоената територија па на тегање така, пак ќе се вратиме на тоа без оглед што велат на Истанбулскиот договор каде беше поповолен. Минатата година имаше тој договор од 20 на точки, пак ќе се вратат на тоа, ќе се разговара за тоа освоеното, неосвоеното. Можеби ако попуштат да влезат други сили или американците тамо да разграничуваат, ако не се повлечат украинците, а дали Украина би останала осакатена со територија во секој случај? Тоа веројатно да, бидејќи и со тие првите бели нели дури таму предлог договори беше предвидено Крим да им остане, веќе и да го признаат, а овие да не ги признаат, али тоа е реалноста, каде што е цртата тамо да се протега и границата, тоа значи една нова блокарска практично сили држење на тоа разграничување и да не заборавиме, не е само тоа влие на нашата европска безбедност, целата безбедност, се отвара еден фронт, една нова железна завеса од Финска практично до Грција, преку 4000 километри, ако остане овој сооднос, ако не се решат стратешките проблеми со Русија и Европа, која Европа влегува една, може да се каже, нова ера, нова железна, нова ладна војна со Русија, што никој не го посакува, или ако продолжи ова темпо со вооружување од двете страни, како што предвидуваат за неколку години да дојде до некои поголеми војни. А да се надеваме дека разумот ќе превладе без оглед што сега оди во таа насока. Штом се одобрени сите тие средства за вооружување, не изгледа дека безбедноста ни предстојат некои убави денови. Златко Кузманов со анализа во тема на денот во Дневникот на сите. Ви благодарам многу за учествието. Благодарам покана. Закажаните операции на хируршките клиники се одложени поради дефект во системот за ладење. Причините и последиците ги има Александар Динев. Одложени се сите закажани операции на хируршките клиники поради дефект во климатизацијата. Се оперираат само итни случаи. Топлото време го прегреа системот за ладење во оперативниот блок. Хирурзи од клинички за Сител потврдуваат дека кон крајот на минатата недела температурата во салите станала неподносливо висока. Изведувањето на интервенциите било отежнато, а постоел и сериозен ризик од инфекции за пациентите. Од службата за заеднички работи велат дека сервисерот го лоцирал проблемот, но се чека потребниот дел од Италија. Во меѓувреме, клиниките се целосно обезбедени со ладење преку резервниот систем за климатизација кој моментално функционира исправно, земајќи во обзир дека дел од операционите сали кои се реновираат се уште не се користат, велат од заеднички служби. И покрај проблемот со климатизацијата, директорот на Туарилуц изјави дека ниту еден итен пациент нема да биде вратен. Во овој период каде што имаме зголемени температури, генерално клиниката Туарилуц ги намалува елективните случаи поради високите температури. Така да во овој период елективната патологија ќе биде малце одложена, додека сите хитни случаи, собраќајќи сето тоа останато, ќе бидат згрижени на нашата клиника. И летото пред 2 години исто така не се правеа операции на хирургија поради проблем со кислородот во салите. Неподносливата миризба исчезна со поставување на нова компресорска станица. Александар Динев, Сител телевизија. А вестите од спортот се во избор на